емисија Мој збор разговарам со Гордана Лулеска, инаку носителот на проектот Ретко е да си редок. Таа е иницијатор на кампањата Ги запознаваме ретките болести, која во Македонија се спроведува во текот на месец февруари. Најмногу поддршка оваа година кампањата достигна во Охрид, меѓутоа се вклучија и другите градови од цела Македонија. Целта на оваа кампања е да ги запознаеме проблемите со кои се соочуваат лицата со ретки болести, исто така и листата на ретки болести која што е официјално внесена во регистарот на ретки болести во Република Македонија, меѓутоа и да откриеме како се дијагностицира и како се третира една ретка болест. Гордана ќе зборува и од своја лична перспектива и ќе ни ја раскаже личната приказна за тоа како се носела со сите проблеми и со сите страдања кои што и ги донела дијагностиката, односно сознавањето и соочувањето со вистината дека нејзиниот син боледува токму од една од ретките болести. Ги поддржуваме ретките болести со ова емисија Мој збор, а вам ви препорачувам да останете со нас и го проследите разговорот со Гордана Лулеска. Гордана, ти благодарам што прифати поканата денеска да говориш за емисијата Мој збор. Именно цел месец февруари е посветен на една кампања која што се врзува со лица кои што имаат ретки болести. Добро си познато лице на јавноста, баш поради тоа што, да кажам, многу посветено ја работиш оваа работа и сакаш да допреш до што поголем број на луѓе, на гледачи, на јавноста да ги запознае ретките. Обично во колоквијален контекст кој ќе се каже редок човек, мислиме дека е привилегиран или дека е посебен и сите сакаме да сме ретки и така натаму. Меѓутоа, луѓето со ретки болести даваат една нова димензија на значењето на бројот на зборот редок. И што значи да се биде редок во кампањата? Првин да ви се заблагодарам вас за тоа што секогаш како медиум ме пратите, како што ме пратат и другите медиуми, покажуваат сите заинтересираност за националната кампања Ги запознаваме ретките болести. Имено би сакала првин накратко да раскажам како почна самата идеја за националната кампања Ги запознаваме ретките болести. Пред 5 години заедно со Супер радио и Сдруженијето Живот со предизвици започнавме во ноември месец 2018 на една моја идеја. Да се направи нешто ново, кое што би било истовремено од еден едукативен и информативен карактер, со кој што ќе ги запознаеме граѓаните на земјава од кои се болести заболуваат нашите граѓани, колкава е преваленцата, начинот на дијагностицирање, колку ги има, дали има воопшто лек за таа болест и слично. Таа кампања прва кога ќе се сетам, не можам уствари и да си дојдам некоја себе си сикам како успеавме во 2 месеци да ја така добро да ја скоцкаме, да ја средиме, меѓутоа кога се сака се може. За следната година, втората сезона на кампањата Ги запознаваме ретките болести, подучена и посоветувана од самите професори кои што работе на кампањата, решивме да направиме на албански јазик, бидејќи секако во нашата земја живеат граѓани на кои што албанскиот им е мајчин јазик, на кои што верувам дека поблиску и ќе им ги доближиме тие ретки дијагнози. Така да цела сезона прва ја преработивме на албански јазик, новата сезона и така се од година за година кампањата растеше и се приклучи и Охридскиот Вики клуб, на кој што тие дијагнози кои што веќе сме ги обработиле ги дообогатува и македонската Википедија, така да можеме да се пофалиме со респектабилен број на 139 ретки дијагнози обработени на македонски и албански јазик, обогатена македонска Википедија со 139 ретки дијагнози
за кои што добиваме пофалба за целата работа од вас како медиуми, од здравствени работници, од широка јавност и она што би сакала да кажаме дека првата сезона од самата кампања започнавме многу скромно. Само со 20 стручни соработници, кои што стручни соработници зборам од медицинска страна, кои што тие диагнози требаше да се ревидираат, да се прегледаат, бидејќи секако да, иницијативата е моја. Продукцијата и финализирањето на кампањата како производ е на Охридското супер радио. Меѓутоа, јас не сум медицинско лице, јас сум само мајка на дете со ретка болест, која што така некој знам самата да си кажам за себе, Гордана, нема да го смениш некогаш светот, меѓутоа барем ќе направиш некоја мала измена, ќе направиш можеби едно делче, ќе помогнеш од овај наш универзум. Така е, горде се согласувам дека сите треба да даваме мал, меѓутоа некогаш што е исклучително значен придонес за луѓе кои што можеби не се видливи за нас, токму заради тоа што се ретки, статистички се малобројни и што таа статистичка можеби незастапеност толку на лицата со ретки болести значи во медицински контекст, дали имаат отежителни околности да стигнат до лекот, дали здравството доволно ги препознава, што значи проблем во кожа на еден човек кој што има ретка болест? Ќе зборувам како родител на дете со ретка болест. Добивањето на диагноза на нас родителите на деца со ретки болести представува прво диагностичка одисеја. Диагностичката одисеја на нас родителите на деца со ретки болести некога знае да трае и по многу долги години, како што беше случај во моето семејство, именно од една неозначена хематурија, како што го водеа мојот син на детска клиника професорите, при генетско тестирање, при посомневање од кога мојот син почна да го губи слухот, добивме диагноза Алпортов синдром. Следува шок, следува неверица. Како родител во животот не сум слушнала воопшто, не бев слушнала до тогаш, тоа се случи пред 9 години, што се ретки болести, а камоли Алпортов синдром. Пак ќе кажам, доаѓа до случаи во паѓање на нас родители во тешка депресија, како што беше, не се стравам да го кажам, тоа и во мојот случај, бидејќи што повеќе пребаруваш на социјални мрежи, толку стануваш посвесен колку е лоша состојбата. Особено ако се земе во предвид дека за Алпортов синдром на светско ниво ни тогаш немаше лек, ни денеска, ден денес се уште нема лек. Има експериментални лекови кои што се во некоја трета фаза на испитување, меѓутоа се уште ништо за Алпортов синдром. Така да таа диагностичка одисеја и препознавање на симптомите на ретките болести некога знаат да траат доста долго. Меѓутоа можеме да се пофалиме во Македонија дека имаме добри диагностичари. Особено диагностичари на детската клиника, кои што доколку имате некогаш и фамилна историја на болеста, оди полесно околу при првите симптоми, околу добивањето на конечна диагноза. Само за 5% од ретките болести на светско ниво има некаква терапија, некаков третман, меѓутоа за жал тој третман не води до целосно излекување, доведува само до успорување на болеста или намалување на симптомите на болеста. Така да оди медицината напред, грави со големи чекори, меѓутоа сепак треба да поминат доста долги години пред еден лек да биде и одобрен од FDA, па потоа од Европската ЕМА, па да се потрудиме да ги убедиме институциите во Македонија дека
имаме таа нужна потреба од примање на лекот, односно имаме потреба од лек, имаме право на живот. Затоа што секој човек, секое дете има право на живот, има право на да води еден здрав живот и квалитетен живот. Ретка болест е таа која се јавува кај 1 на 2000 во популацијата. Од проценките има околу 8000 ретки болести. Проценките на Европската комисија со кои се служи и Македонија проценуваат дека 6 до 8% од вкупната популација има некоја ретка болест. Во Македонија тоа би значило дека околу 120.000 луѓе се засегнати од некоја ретка болест. Најважни карактеристики на ретките болести се тоа дека 80% од ретките болести се од генетско потекло, останатите се последица на инфекција, алергија, фактори на животна средина или се дегенеративни и пролиферативни. Кај 50% од лицата со ретки болести, првите симптоми се јавуваат веднаш по раѓањето или во раното детство. 30% од децата со ретки болести живеат помалку од 5 години. За повеќе од 95% од ретките болести не постои никаква регистрирана терапија. Најчестата последица од ретките болести е траен инвалидитет, ментален или физички, а во некои случаи присутни се обете. И покрај меѓусебната различност, лицата со ретки болести и нивните семејства се соочуваат со исти или слични потешкоти кои потекнуваат токму од реткоста на самата болест. Најчести проблеми со кои се соочуваат лицата или семејствата се недостапност на диагноза или повеќегодишна потрага по диагноза, недостаток на информации во однос на самата болест, но тоа каде да се обратат за помош исто така е еден сериозен проблем. Непостоењето на научни истражувања, лекови и други соодветни помагала. Високата цена на постоечките лекови и лекувањето исто така доведува до осиромашување на семејството и намалување на достапноста на лековите. Социјални последици секако се стигматизацијата, изолацијата, дискриминацијата, намалувањето на професионалните можности на овие лица. Недостатокот на квалитетна здравствена заштита, односно исклученост од здравствениот систем, дури и кога постои вистинска диагноза, овие лица немаат соодветен третман од медицинската струка. Нееднаквоста во соочување со административните пречки во обидите за остварување на право на лекување или остварување на права од областа на социјалната заштита, токму поради тоа што ова население, односно овој дел од популацијата, представува статистички незначаен за повеќето. Од разговорот со Гордана Лулеска заклучуваме дека најголемиот проблем на лицата кои се носители на ретки заболувања е токму она фаза кога треба да се донесе диагностика за нивната болест. Токму поради тоа што нивната болест е ретка, односно представува статистичка застапеност на еден примерок во 2000 од целокупното население, впрочем представува пречка за лекарите и за медицинската струка да донесе точно диагностицирање на болеста. Понатаму третманот и пристапот до лекарства на лицата со тешки заболувања исто така представува една долга одисеја и потрага по соодветен третман. Општествените институции засега не ги запознаваат и не ги третираат доволно ретките заболувања, токму заради тоа што се ретки и се статистички недоволно застапени во општеството. Со кампањата ги запознаваме ретките болести, ова здружение од Охрид има намера да ја подигне јавната свест и да ги вклучи сите агенции и сите засегнати страни во процесот на запознавање на ретките болести и секако да бидеме малку посолидарни и да имаме похуман пристап кон лицата кои имаат некое ретко заболување, да ги препознаваме и секако да ги направиме видливи нивните потреби.
Така, правото на живот е фундаментално човеково право. Веќе 5 години ја водиш, односно ја водите како здружение, како организација оваа кампања. Имате исклучително добра соработка со медиумите, поради што сте заслужна дека ние сите слушнавме на еден или на друг начин за луѓе кои што имаат ретки болести. Веројатно да не беше таа кампања, ќе останаа невидливи тие луѓе за јавноста. Дали си задоволна од резултатите? Каква ефикасност има целата кампања? Дали јавноста ги препознава повеќе овие лица? Дали луѓето се солидарни на некој начин со лицата кои што имаат ретки болести? Затоа што обично се вклучуваат во вакви да кажам проблематични тематики само луѓе кои што имаат некое горчливо животно искуство или контакт со ретка болест, меѓутоа што е со другите? Дали тие покажуваат солидарност и ви пружаат поддршка? Секако. Што мене највеќе ме радуваше при првата објава, можам да се сеќавам, при првата диагноза пред 5 години кога ја објавивме, при самиот пост од самата диагноза, при самото видео имаше коментари од сами пациенти кои што си ја препознаа болеста. Самите пациенти со одредена ретка диагноза многу им е полесно да побараат помош и поддршка од нас како пациентски организации околу спојување со други пациенти, со други семејства, со кои ќе си разменат искуства околу самото диагностицирање или евентуално ако има некаков лек за таа болест, бидејќи кога знаеш дека не си сам е многу полесно. Баш пред неколку години ме праша една ваша колешка новинар, Гордана, дали си задоволна од самата кампања, што очекувате, што постигне? Јас кажав дека и денес истото ќе го кажам, дека барем на еден пациент ако успеам да помогнам со оваа моја борба, тогаш ќе сум најсреќна на свет. Она што ме прашавте, не само самите пациенти и родители на деца или возрастни со ретки болести, тука се и јавните личности, тука се и медиумите кои што во оваа 5-та кампања масовно се вклучија и буквално социјалните медиуми, така знаеме да кажеме, вријат од обоени дланки, обоени лица, илуминизирани објекти. По трет пат годинава ја обоивме Самуиловата тврдина во боите на ретките болести. 2 пати досега на светско ниво бевме први во светот, бевме први со илуминизација на Самуиловата тврдина, па чекаме годинава се уште Rare Diseases Day, односно официјалната страна на Rare Diseases Day се уште нема објавено. Можеби и ова година ќе сме први да блескаме за ретки. Ако можете да забележите, целоохрите крена на нозе, многу осветлени училишта во боите на ретките болести, институции, општина Охрид блиска во боите на ретки болести, исто. Така да можам да кажам, да, охриѓани и Македонија се солидаризирани со оваа суптилна група на пациенти. Со однос на тоа дека сте во чест контакт со лица кои што имаат ретки заболувања и сама кажавте дека на некој начин сте медијатор и посредувате во нивната комуникација, контакти, ги споделуваат некогаш своите проблеми и заеднички тракаат по решенија, колку им значи целата поддршка и дали тоа има дополнителна мотивација да се борат понатаму со болеста, некако да си го осмислат на поинаков начин животот и да сватат дека се важни за општеството и дека општеството на некој начин има солидарност и ја чувствува нивната борба и болка со болест. Секојдневно, од кога ја почнавме кампањата, секојдневно добивам дали тоа ќе се приватни пораки или пораки после некој мој пост кој што ќе го објавам на социјалните медиуми, поддршка не само од родителите, топли зборови, убави зборови, ми значат, тие се мојот ветер во грб, за да продолжам понатака. Секако ми значи поддршката која што ја добивам, како што кажав, од вас медиуми,
меѓутоа и огромната поддршка од здравствените работници, токму и на нив. Им ја посветивме ова 5-та сезона на националната кампања Ги запознаваме ретките болести, бидејќи ако не беа тие да помагаат сиве овие изминати 5 години за да напишат диагноза, да ја ревидираат одредена ретка диагноза, да помогнат при изработката или да сугерираат при изработката на самиот спот, да преведуваат од македонски на албански јазик. Без нив немаше да успееме. И сето тоа, јас морам да нагласам, е пробоно, ништо не е за пари, туку се е од чиста солидарност. Значи, затоа и ова 5-та сезона на националната кампања Ги запознаваме ретките болести, ја посветивме токму на нив, на здравствените работници, бидејќи, како што оди во самото видео, без нив немаше да успееме. Во овој момент нема точна статистика во однос на податоците за ретки болести и бројот на заболени, но регистарот за ретки болести започна да се изработува во 2015 година и соодветно се внесуваат пациенти во истиот кој се наоѓа при Министерството за здравство, каде постои и посебна програма за ретки болести, преку која се издвојуваат средства за набавка на соодветна терапија за ретки болести, диагноза доколку истата не е можна во Македонија, но и едукација на професионални кадри. При внесувањето на податоците во регистарот, истите се разгледуваат од стручната комисија за ретки болести, составена од здравствени професионалци од клиничките центри со различно поле на експертиза. Се уште не може да се утврди точната финансиска импликација која произлегува од лекувањето на ретките болести. Исто така, освен при Министерството за здравство, дел од пациентите со ретки болести добиваат дел од потребните лекови, ортопедски помагала, посебна исхрана и слично и при Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија. Друг дел од пациентите со ретки болести примаат лекови кои се набавуваат преку универзитетските клиники во Скопје и не се регистрирани во регистарот во Министерството за здравство. Затоа е потребно Министерството за здравство да соработува блиску со ФЗОМ, односно Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија, но и со универзитетските клиники и здруженија на пациенти за обезбедување на соодветна нега и лекување на пациентите со ретки болести. Дополнително потребно е и соработка со Министерството за труд и социјална политика за спроведување на соодветни мерки од социјална природа, односно соодветна помош за пациентите со ретки болести да не бидат исклучени од социјалната политика. Секако важна е и постоечката соработка со здравствените работници и со Македонската академија на наука и уметноста во однос на рана диагноза, соодветни информации за пациентите и достапност до рана терапија. За сега постојат податоци дека бројката која што е внесена во официјалниот регистар при Министерството за здравство значително се разликува со податоците и бројката за лица со ретки заболувања која што е евидентирана од страна на здруженија на пациенти. Ретките болести можеби се малку на број и можеби не се забележани многу често во статистиката. Обичните луѓе, просечните, да кажам, и наши гледачи можеби не се запознаени со целата листа на болести кои што се третираат и се запознаваат како ретки болести. Меѓутоа, за лицата кои што ги имаат тие ретки болести, тоа се навистина големи проблеми со кои што се соочуваат. Успевате ли преку кампањата на некој начин да им дадете до знаење дека не се сами, дека имаат поддршка и од другите луѓе и дали тоа беше и целта примордијална на кампањата кога ја почнавте? Да, секако успеваме да допреме до самите пациенти во смисла да ги окуражиме. Да зборат за својата болест, да не се стигматизирани. Бидејќи стигмата може човек само да го врзе дома, стигмата може да направи некогаш и раздор во самото семејство. Има
многу семејства за кои сум слушнала, некои лично ги познавам, кога ќе добијат диагноза, тоа семејство се распаѓа едноставно. Значи, битна е институцијата семејство. Битно е колку тоа семејство ќе се соочи со самата ретка диагноза од самиот старт, колку ќе си бидат поддршка партнерите еден на друг, или колку целото семејство, доколку имаме и братче и сестриче, било на која возраст, делуваат компатибилно. Тоа беше и случај во моето семејство, во смисла кога разбравме дека Давид има ретка диагноза, да, мама беше очајно, во многу очајна лоша состојба, меѓутоа кога се наткнав и кога почнав да работам за помош и поддршка на пациентите со ретки болести, и моите деца сватија колку е битно тоа што мама го прави, и тие сега ми се мојата најголема поддршка. Так, отвореното зборување за болестите можеби во нашиот културен контекст и средина не се фаворизира, и затоа што болните сметаат дека дополнително ќе се стигматизирани поради тоа што јавно говорат, меѓутоа јавното говорење на некој начин ослободува и само може да даде помош и поддршка и на други лица преку пример како да се справуваат со својата болест, и еве некако полесно тие лица со ретки болести да си го најдат своето место и позиција во општеството. Горе да ти благодарам многу за денешниот разговор, ти посакувам уште многу успешни кампањи, а ние како медиум секогаш ќе излеземе во пресрети и ќе следиме се што ти работиш. И благодарам уште еднаш на поканата, чест ми беше што ми избравте толку мене да ви бидам гостинка. И благодарам. Не постои мал или голем број, не постои мала или голема катастрофа, не постои мал или голем проблем, особено кога ја имате визурата на едно микрорамниште, односно од позицијата на поединец и неговото семејство, се обидете да погледнете на проблемите со кои што се соочуваат и поединецот и семејството, кои што се справуваат со една ретка болест. Токму затоа ова емисија Мој збор ја посветивме на запознавање на ретките болести и упатуваме апел до сите гледачи и до општата популација да ја поддржи кампањата, да се вклучи во кампањата ги запознаваме ретките болести и секако да им овозможиме на луѓето кои што се заболени со некое ретко заболување и нивните семејства да говорат јавно за нивните проблеми, да станат повидливи во општеството и да најдат на похуман третман и на поширока општествена грижа за нивните проблеми. Ова беше емисијата Мој збор и го проследивте разговорот со Гордана Лулеска, а јас ви закажувам повторна средба веќе следната сабота.